И продолжуваме со третото видео, поврзано со пасивна состојба во германскиот јазик, а воедно и последно видео поврзано со пасивните реченици. Во презентациите за ниво А2 веќе имаме снимено 3 видеа поврзани со пасив на процес, а во B1 со ова видео го завршваме и третиот дел поврзан со пасив на состојба. Со тоа ќе научиме се што е поврзано за пасивните реченици. Das Zustandspassiv дел 3. Што треба да повторите за полесно да го научите ова видео? Прво можете да повторите за пасивни реченици во сегашно време, во минато време и за предминато и идно време. Овие видеа можете да ги најдете во плейлистата за ниво А2, како и видеото за употреба на глаголот верден, поточно четвртиот дел, каде што зборуваме за глаголот верден во пасивни реченици. Потоа можете да повторите за партицип 2, првиот и вториот дел и видеата можете да ги најдете во ниво B1. И најважно за пасивна состојба, првиот и вториот дел се видеа кои ги снимивме пред ова видео. Во нив учиме во првиот дел за пасив во сегашно време, а во вториот дел за минато и предминато време. Das Zustandspassiv или пасивна состојба. Како што имаме веќе кажано во многу од видеата претходно, германските реченици се делат на активни и пасивни реченици. Пасивните реченици ни се малку посложена форма и тие имаат два подтипови и тоа Vorgangspassiv или пасив на процес и Zustandspassiv или пасив на состојба. Во ова предавање веќе кажавме дека учиме за пасив на состојба. За пасив на процес веќе имаме учено во А2. Zustandspassiv in Zukunft или пасив на состојба во идно време. Какви форми на Zustandspassiv постојат зависно од времето? Постои пасив на состојба во сегашно време, во минато говорно, во минато пишано време, во предминато време и во првиот и вториот тип на идно време. До сега имаме научено за сегашно, минато и предминато време, а во ова видео ќе учиме уште за двата типови на пасивни реченици во идно време. Да започнеме со Zustandspassiv im Futur 1 или пасивна состојба во идно време тип 1. Како се формира реченица во пасивна состојба во идно време тип 1? Ке направиме споредба како и во минатото видео, каде што ќе имаме споредба меѓу пасив на процес и пасив на состојба и пасив во сегашно време и во идно време тип 1. Пасив на процес во сегашно време веќе споменавме во неколку видеа дека се формира со помош на помошен глагол, верден глаголот секогаш во сегашно време конјугиран, плюс главен глагол во партицип 2 форма. Главниот глагол ќе ни биде глагол кој го користиме зависно од реченицата. Пасив на процес во идно време тип 1 веќе имаме учено во видеата од А2 ниво, каде што учевме за пасив на процес. Се формира со помош на помошен глагол верден, конјугиран во сегашно време, плюс главен глагол во партицип 2, плюс краен глагол или втор помошен глагол, кој ни е секогаш глаголот верден и формата ни е во инфинитив. Како пасив на состојба, во сегашно време формираме со помош на помошен глагол sein во презенс или во сегашно време конјугиран, плюс главен глагол во партицип 2,
И главното што ни е за ова видео, ни е пасивна состојба во идно време тип 1, се формира со помош на следните глаголи. Помошен глагол верден во сегашно време конјугиран, плюс главен глагол во партицип 2 е глаголот зависно од реченицата, и на крај имаме краен глагол кој во случајов ни е глаголот sein и не ни е конјугиран, односно ни е во инфинитив форма. Еве каде е разликата меѓу пасивна процес и пасивна состојба во идно време тип 1. Во крајниот глагол. Во првиот случај го имаме глаголот werden, а во вториот случај глаголот sein. Ова многу лесно ќе го запамтите ако знаете дека Zustands пасив се нарекува и sein пасив, бидејќи почесто го користиме глаголот sein, а во Vorgangs пасив го користиме глаголот werden. Да ги објасниме истите правила со реченици. Како се формира реченица во Zustands пасив im Futur 1? Пасивна процес и пасивна состојба во идно време тип 1 се формираат многу слично. Тоа го видовме на претходниот слайд. Помошниот глагол 1 во идно време тип 1, пасивна процес, е глаголот werden, конјугиран во сегашно време. Помошен глагол 1 во идно време тип 1, пасивна состојба, ќе ни биде исто глаголот werden, конјугиран во сегашно време. Но помошниот глагол 2 или краен глагол во идно време 1, пасивна процес, ни беше глаголот werden кој не ни е конјугиран, односно е во инфинитив форма. Но помошен глагол 2 или краен глагол во идно време тип 1, пасивна состојба или sein пасив, ни е глаголот sein, исто не конјугиран во инфинитив форма. Да видиме пример со реченици каде ќе споредиме во различни времења. Пасивна процес во сегашно време. Прва реченица, der Kuchen wird gebacken, или колачот се печи. Пасивна процес во идно време тип 1, реченицата би гласела како der Kuchen wird gebacken werden, колачот ќе се печи. Пасивна состојба во сегашно време, der Kuchen ist gebacken, или колачот е печен, и Zustands пасив во идно време тип 1, der Kuchen wird gebacken sein, колачот ќе биде испечен. Да видиме примери за Zustands пасив во идно време тип 1. Die Tür wird geschlossen sein. Вратата ќе биде затворена. Втора реченица, mein Fahrrad wird repariert sein. Мојот велосипед ќе биде поправен. И трет пример, der Mann wird nochmals operiert sein. Човекот ќе биде уште еднаш опериран. Тоа беше за пасивна состојба во идно време тип 1, а сега продолжуваме со пасивна состојба во идно време тип 2. Идното време тип 2 малку посложено се формира. Како се формира реченица во Zustands пасив im Futur 2? Да направиме споредба со сегашно време. Пасивна процес во сегашно време веќе знаеме. Помошен глагол werden во сегашно време конјугиран плюс главен глагол во партицип 2. Пасивна процес во идно време тип 2 ни се формира со 4 глаголи. Помошен глагол werden конјугиран во сегашно време, плюс главен глагол во партицип 2, плюс краен глагол, глаголот werden, но овај пат конјугиран во перфект и ја добива новата форма worden. И на крај имаме додатен глагол
кој ни е во инфинитив форма, а тоа е глаголот sein. На следниот слайд, кога ќе прочитаме неколку примери, ќе ви стане појасно. Ако формираме реченица со пасивна состојба во сегашно време, ги користиме помошен глагол sein во сегашно време конјугиран, плюс главен глагол во партицип 2. И сега, тоа што го учиме новото во ова видео, бидејќи овие три примери досега ни беа повторување, ние Zustandspassiv во Futur 2 се формира со помош на помошен глагол во сегашно време, а тоа е глаголот werden, конјугиран во сегашно време, плюс главен глагол во партицип 2, плюс краен глагол, глаголот sein, кој ќе ни биде во перфект конјугиран, и тоа значи дека ќе добие форма gewesen. И на крајот имаме додатен глагол во инфинитив форма, тоа е глаголот sein. Значи, во пасивна состојба за идно време тип 2 имаме еден глагол werden, еден глагол во партицип 2, секогаш различен глагол е тоа, плюс два глаголи sein, кој во едниот случај ни е во перфект, а во едниот случај ни е во инфинитив. Пасивна процес и пасивна состојба во идно време тип 2 ни се многу слични, разликата е само во главниот, односно во крајниот глагол, каде што во едниот случај користиме глагол werden конјугиран во перфект, а во другиот случај глагол sein конјугиран во перфект. На следниот слайд ќе стане појасно. Како се формира реченица во Zustandspassiv im Futur 2. Vorgangspassiv и Zustandspassiv во Futur 2 се формираат многу слично. Помошниот глагол 2 или крајниот глагол во идно време тип 2, пасивна процес, ќе ни биде глаголот werden, кој ќе е конјугиран во перфект и ќе добие нова форма, односно како worden. А помошниот глагол 2 или крајниот глагол во идно време тип 2, пасивна состојба, е глаголот sein, кој е конјугиран во перфект и добива форма gewesen. Да видиме примери. Пасивна процес во сегашно време. Der Kuchen wird gebacken. Колачот се печи. Пасивна процес во идно време тип 2 би било Der Kuchen wird gebacken worden sein. Колачот ќе се печеше. Пасивна состојба во сегашно време Der Kuchen ist gebacken или колачот е печен. И пасивна состојба во идно време тип 2 Der Kuchen wird gebacken gewesen sein. Колачот ќе беше испечен. Забележете дека Vorgangspassiv и Zustandspassiv во идно време тип 2 се со голема сличност, единствена разлика е во глаголот со црвена боја. Тоа беше за идно време тип 2, а сега ќе прочитаме неколку примери за да стани појасно. Die Tür wird geschlossen gewesen sein. Вратата ќе беше затворена. Wir werden geliebt gewesen sein. Ние ќе сме биле сакани. Mein Fahrrad wird repariert gewesen sein. Мојот велосипед ќе беше поправен. Поради сложеноста на речениците и нивна сличност меѓу различни времиња и меѓу пасивна процес и пасивна состојба, ќе направиме едно резиме за сите типови во кои ги имаме учено до сега. Во овие три видеа од ниво B1, каде што учевме за пасивна состојба, и во трите видеа од ниво A2, каде што учевме за пасивна процес. Како се формира реченица во Vorgangspassiv наспроти Zustandspassiv.
Во Vergangs пасив главната улога, како што кажавме пред неколку минути, ја има глаголот werden и ќе ни биде конјугиран зависно од времето. А во Zustands пасив главната улога ќе има глаголот sein, исто конјугиран зависно од времето. Како што кажавме, Zustands пасив се нарекува и sein пасив. Во оваа табела ќе прочитаме за сите типови на пасив. Во сегашно време пасив на процес. Der Kuchen wird gebacken. Колачот се печи. Како пасивна состојба во сегашно време, der Kuchen ist gebacken, или колачот е печен. Во минато пишано време, der Kuchen wurde gebacken, или колачот се печеше, ова е во пасивна процес, а како пасивна состојба, der Kuchen war gebacken, колачот беше печен. Во минато говорно време, der Kuchen ist gebacken worden, колачот се печеше. И во пасивна состојба, минато говорно време, der Kuchen ist gebacken gewesen, колачот беше печен. Во предминато време, пасивна процес, der Kuchen war gebacken worden, или колачот се испече. Како пасивна состојба, der Kuchen war gebacken gewesen, колачот беше испечен. Во идно време тип 1, пасивна процес, der Kuchen wird gebacken werden, колачот ке се печи. И како пасивна состојба во Futur 1, der Kuchen wird gebacken sein, или колачот ке биде испечен. И во идно време тип 2, пасивна процес, der Kuchen wird gebacken worden sein, колачот ке се печеше. И како пасивна состојба за Futur 2, der Kuchen wird gebacken gewesen sein, колачот ке беше испечен. Забележувате ли дека има големи сличности меѓу различни времиња и различни типови на пасив? И за крај една вежба со која ќе треба вие да решите такви реченици. Со наша помош започнуваме во сегашно време пасив на процес. Das Buch wird gelesen. Книгата се чита. Како пасивна состојба, das Buch ist gelesen, или книгата е прочитана. Истите реченици обидете се да ги формирате во претеритум, перфект, плусквамперфект, Futur 1 и Futur 2. А сега да ги одговориме како пасив на процес во претеритум. Das Buch wurde gelesen. Книгата се читаше. Како пасивна состојба во претеритум, das Buch war gelesen. Книгата беше читана. Перфект пасив на процес, das Buch ist gelesen worden. Книгата се читаше. Пасивна состојба во перфект, das Buch ist gelesen gewesen. Книгата беше читана. Плусквамперфект во пасив на процес, das Buch war gelesen worden. Книгата се прочита. Пасивна состојба во плусквамперфект, das Buch war gelesen gewesen. Книгата беше прочитана. Во идно време тип 1, пасив на процес, das Buch wird gelesen werden. Книгата ќе се чита. И во пасивна состојба, das Buch wird gelesen sein. Книгата ќе биде прочитана. И во идно време тип 2, како пасив на процес, das Buch wird gelesen worden sein, или книгата ќе се читаше. И последна реченица, како пасивна состојба во идно време тип 2, das Buch wird gelesen gewesen sein. Книгата ќе беше прочитана. Ако не ви е доволно јасно, гледајте ги уште еднаш трите видеа
и обидете се да вежбате реченици од презенс па се во останатите времиња. Со ова завршуваме со предавањата за пасив. Ако ви се допадна видеото, кликнете лайк, кликнете субскрајб, следете на Инстаграм и предложете го каналот на друг кој сака да учи германски јазик.